Го најавувам господинот Филип Петровски да го прочита писмото за господинот Луковски. Добро вечер, Бевчани. За жал, ова вечер не е добра. Ние дојдовме да прочитаме едно протестно писмо, отворено писмо до нашиот пратеник Крсто Муковски. Ова вечер не е добра за жал, затоа што Македонија е на праг на промена на уставното име, на бришење на заклучоците на АСНОМ и на впишување на Охридскиот рамковен договор во Уставот на Република Македонија. Тоа за македонскиот народ не е прифатливо. И македонскиот народ се произнесе на 30 септември, одбивајќи го референдумот со огромен процент, не излегувајќи, со што не му даде легитимност на овој процес. Меѓутоа, корумпираните политички елити продолжија по свое, продолжија против македонскиот народ, продолжија против интересите на македонскиот народ и македонската држава, и се тераат во процедура на промена на устав која што не ја поддржува никој. Една анкета која што ја има онлайн овие денови, на која што се изјасниле 10.000 луѓе, покажува дека 91% од тие што гласале, што е всушност плебисцит, се против промена на уставното име. Од тука ние го црпиме легитимитетот. Се здруживме над 80 организации, партии, граѓански здруженија и македонската диаспора, кои што подпишавме пакт дека ќе се бориме до последен момент да не се промени уставот и да не се укине македонската држава таква каква што ја знаеме. Ова писмо е отворено затоа што немаме што да криеме, ќе му биде врачено на пратеникот, беше објавено по порталите и истото писмо ќе го доставиме и до другите пратеници, кои што сменија чудесно во последниот ден, во последните моменти ја сменија одлуката, партиската боја и решија да го менуваат уставот и да го бришат АСНОМ. Ние представниците на големата сенародна коалиција за спас на името и уставот на Република Македонија се обраќаме преку ова отворено писмо до вас, почитуван пратеник. Се обраќаме до вас, пратенику, се пишеме. Се повик да се вразумите и добро да размислите како ќе гласате во парламентот. И на вас, и на нас ни е јасно дека македонскиот народ не поддржува вакво срамно и насилничко менување на името, бришење на АСНОМ, бришење на идентитетот и нашата културна и историска македонска посебност. На референдумот народот си изложени на притисок и закани кои не успеавте да ги издржите. Дел од вас беа пуштени од домашен притвор самиот ден кога требаше да се изгласа почетокот на процедурата за промената на Уставот на Република Македонија. Ова го нема никаде другде во цивилизираниот свет. Државата со вакво владење ни се претвори во пример за подсмев и секаде
сме посочувани како ненормална држава. Вие се уште пратеници имате можност да се издвоите и издигнете над ова. Слушнете го гласот на народот. Слушнете го шепотот на минатите генерации. Подсетете се на жртвите кои ги положија своите животи на олтарот на битката за слободата и собствена своја држава Македонија. Со кое право ќе ни го менувате името? Кој не гласаше за ова? Дали некој ви даде мандат да го смените името на Република Македонија? Не! Тендери се во прашање. Дигнете глава, ние сме со вас. Ако ви се закануваат, народот ќе не чува. Никој не може да оди против народот. Излезете со нас сега, простено ќе ви биде. Дојдете да ја спасиме Македонија заедно и да не бидете запаметени како предавници и изроди на сите наши поколенија. Сега веќе нема простор за играње на две столчиња. Или се со народот, или вечно ќе бидете запаметени како негови сатрапи. Сетете се во тишината на ноќта, на легендарните зборови на Брашнаров, со кој што беше отворено првото заседание на АСНОМ. Во овој момент, во ова историско место, Свети Отец Прокор Пчински и на овој историски свет ден, Илинден, кога објавувам да е отворено првото антифашистичко собрание, со радост и пред премрежија гледам како се раздвижиле сите реки од Пчиња до Вардар, од Места и Бистрица, заплюскујат целата македонска земја, сакајќи да измијат од македонскиот народ 10 вековен срам уште од падот на Самуил, за да се роди денеска нова, светла и слободна македонска држава. Инспирирајте се од визијата на Брашнаров. Не предавајте, не продавајте, не започнувајте нови 10 векови робски срам. Излезете со нас. Елате да се прегрнеме и заедно да се избориме за нова надеж. Нема да биде лесно, но нема да сте сами. Со вас ќе бидат милиони македонци од Македонија и целиот свет. Ќе ве славиме како Брашнаров еден ден. Не дозволете да ве запаметат како Коте од Рулја и други држави да ви подигаат споменици како нивни херои. Да живее Македонија! Вечна Македонија! 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 Сега ќе ви се обрати и представителот на Единствена Македонија, доктор професор Јанко Бачев. Добро вечер, браќа и сестри вевчанци. Вечерва сме дојдени во една мисија. Вечерва не сме дојдени да водиме кампања, не сме дојдени да водиме политика. Вечерва сме дојдени сите заедно тука во последен момент да го разубедиме господинот Крсто Муковски дека во првиот момент сгрешил, имал простор да исправи својата грешка во моментот кога ќе се гласа за уставните измени. Ние вечерва веруваме дека првиот пат кога се донесе одлуката за пристапување кон измена на уставот, човекот едноставно не издржа, може би имал слаб ден, меѓутоа ние сега од тука ќе одиме до крај него дома, ќе го охрабриме, ќе го посетиме и човекот едноставно веруваме дека ќе ја промени својата одлука. Сакам да му се обратам, знам дека не му е лесно, знам дека на какви притисоци е, знам со какви закани му има, меѓутоа сите ние мора да дадеме жртва. Не ни е тука и на нас лесно, и нас не следат, не прислушкуваат.
пред некој ден и нас не приведува, меѓутоа немаме друго, мора да издржиме, од затвор се излегува, меѓутоа не смееме да изгубиме Македонија, затоа вечерва мора да го охрабриме Крсто, мора да го промени мислењето, знаеме марионетската и почистичка власт во Скопје, под каков притисок го држеше. Мора да го охрабриме, бидејќи не им било лесно на нашите предци, не му било лесно на Ченто, не му било лесно на Гоце Делчев, може ли Питогори да не оди на Мечкин камен, меѓутоа ако седеле дома, ќе не оди Македонија, сите тие били револуционери, знаеме каква лична жртва даде, личен предизвик, и кога умирале, последниот збор им бил Македонија. Затоа сега вечерва мора да го охрабриме Крсто, шеднаш да поврата, мора да ја промени својата одлука, бидејќи ако остане на таа одлука повеќе човекот нема што да бара тука во Верчани, тоа ќе биде страшно предавство, голем срам и за него и за идните негови поколенија. Се знаеме долги години со човекот, јас верувам дека вечерва кога ќе излеземе од неговиот дом, кога ќе се видиме сега со него, после тука верувам дека ќе објавиме радосна вест, мора вечерва Крсто да го смени мислењето. Амин. Затоа, почитувани пријатели, не треба да им се плашиме, и Крсто ќе го охрабри, не треба се плаши, има големи закани, меѓутоа ќе нема време да ги осварат заканите, се ближи крајот на оваа ненаредна и почистичка власт, купена и контролирана од Трајански центар. Ова власт ќе ја поразиме и се ближи крајот, меѓутоа ние нема се што да изгубиме. Влогот е голем, опстанок на цел се работи за опстанок на цел еден народ. Затоа сега достоинствено ќе отидеме до домот на Крсто Муковски, денеска се види дека човекот е голем домакин, јавно преку порталите не покани на кафе и на благо. Затоа сега ќе ме отидеме дома, ќе поразговараме со човекот и верувам дека ќе биде се во најдобар ред. Да живее Македонија! Затоа сега поделете, почитувани пријатели, да тргнеме да го посетиме Крсто Муковски. Да се смири, да не потпише. Ајде,